Добро вечер. Поминаа локалните избори, но некако случајно ли како се наметна темата отпад, особено меѓу двата круга, кампањата на тоа се фокусираше. И сега, постизборно, ние имаме една акција на градот Скопје, тоа е веројатно. Дали та тема сега некако на локалната власт ќе и тежи во следните 4 години, да речеме, или ќе мора да се фокусира сериозно, да речеме, не само Скопје, но воопшто локалните власти на овој проблем кој што, велам, меѓу двата круга стана некако централна тема за овие сега нови локални власти. Се наметна, дефинитивно имате право и мора да се решава. И не е мала тема и не е добро што начинот како се наметна, нели, меѓутоа добро е што е наметната темата и добро е што избраниот градоначалник, еве да му честитаме избор, се зафати со овој проблем веднаш и тоа онака на орук што се вели и како што вети во првите уште денови го исчисти од главниот отпад од Скопје, така што ова е прашање со комунален отпад кој што е во надлежност директно на локалната самоуправа. И затоа тој мораше тоа да го реши, бидејќи и Дрисла и комунална хигиена како две клучни алки во овој третман на отпадот се под градот Скопје. Така што тоа е негова работа, но во координација пак со општинските градоначалници треба тоа да се работи, бидејќи пак тие имаат надлежност за одредени поситни зафати во помали улички, меѓутоа генерално отпадот го е надлежност на градот Скопје. Оти тука имате, знаете, два проблема. Еден проблем е собирањето на отпад, кој што стана страутно заборавена тема, да речеме, едноставно ни беше истурено ѓубрето околу нас и во тоа живеевме одреден многу долг период. Едно е собирањето на отпад, второ е депонирањето на отпад. Собирањето го видовме почна успешно, се надевам ќе продолжи успешно. Депонирањето предпоставувам дека е успешно, не го гледаме пред очи, меѓутоа тука ќе треба повеќе време да се посвети и повеќе енергија и повеќе пари. Дрисла не е сосем стандардна депонија, дефинитивно. Таа треба да се упристои до толку да се среди и сцедокот и плюс гасовите што се создаваат метанот. Значи, има одредена архитектура во Дрисла која што тоа го обезбедува, треба да се држи на ниво да може да функционира додека да се изгради нова, модерна, по европски стандарди депонија. И има само уште едно, ако ми дозволите, поврзано со собирањето и со депонирањето, има еден трет момент на палење на отпад. И од тоа палење на отпад, исто така го гледавме, просто околу Скопје се палеа разноразни диви депонии и не сосем диви. Тие дел може би беа намерно од некого запалени, може би, не можеме да тврдиме, меѓутоа дел беа пак намерно од не за да бидат видени, туку за да извлечат метал. Да. И тука се поставува прашањето, што треба да направи Министерството за внатрешни работи, обвинителството и така натаму, целата таа мрежа на прогон, што треба да ги утврди кои се тие, не само што палат, горе-долу се знае, тоа се луѓе сиромашни, кои што од тоа заработуваат, меѓутоа, кои се тие што им го откупуваат металот од сите тие депонии. Зашто тоа не се ситни риби. Тоа се веќе заштитени риби, покрупни. Како предизвик, веројатно, на оваа локална власт, на целосно, веројатно би бил овој проблем. Не само да аспект на тие моменти, него има ли потреба или има ли механизми, начини како да се менува свеста за отпадот? Значи, почнувајќи од собствениот дом, од начинот дали може да се пристапи кон рециклирање, дали може да се промени моделот на собирање, како што велите вие подоцна, депонирање, искористување на тој отпад за корисни состојби. Ние се уште, например, во државата не успеваме ни оној отпад од листови, од дрвја, од гранки кои што се од жито да го компостираме, да речеме, во ѓубриво, што е најлесно собирање на отпад. Затоа велам, дали за тоа е потребна политичка свест, политичка волја, дали се потребни пари или едноставно некако го тргаме отпадот на страна, но сега ако веќе ни се појави како клучен у кампањата, дали
очекувате тој да продолжи? Дали може? Може. Дали треба? Не само да треба, мора. И што се е потребно, дали едно или друго или трето? Се. Потребна е и политичка волја, потребна е јакнење на институциите, за тоа се потребни средства и потребна е едукација на граѓаните и спроведување на законите. Главните закони се донесени. И големи борби беа за нас како екологисти и во парламент што сум била и надвор од парламент што биле борците да се донесат редица закони и подзаконски акти кои што се главно добри и усогласени со европската регулатива. Има пропусти, има после некои дупки кои што се отпосле направени откако се донесени по европски терк, па после по нечие барање или налог нешто малку изменето за да се протне нешто, некој бизнис што некому му одговарало, меѓутоа генерално регулативата е добра. Онде кај што сме многу слаби во поврзано со отпадот, тоа се институциите, тоа е пред се недоволна координација меѓу институциите, недоволно јасно и јако спроведување на законската регулатива, бидејќи за секое неспроведување на постапување соодветно со отпад следуваат казни. Ние не сме виделе, речиси, многу малку има казни за непостапување според закон за отпад и за разни видови отпад. Така што, значи, тука е работа веќе на сите оние институции. Едно, локалната самоуправа треба да си го заврши своето, кое што не го вршеше во изминатиот период, значи тоа очекувам дека ќе го завршува многу поуспешно, меѓутоа тука треба сега да настапат и сите други институции, затоа што ние колку и да идеално и брзо расчистуваме се што ќе се наталожи, тоа е толку многу, толку нелогично многу, што не може ни една измислена, совршена локална самоуправа да се справи со тоа. Затоа мора ние прво да не го депонираме целиот отпад што го создаваме, прво да водиме сметка колку отпад создаваме уште дома, да сме порационални, да се намали оној потрошувачки менталитет, да се собира и што ти треба и што не ти треба. И се на едно место и да се фали да се научиме, да се подсетиме дека можело нешто да се поправи, дека може пак стара облека да се носи, дека може да се реупотреби и така натаму. Но после тоа треба да научиме, значи или паралелно со сето тоа, покрај промена на менталитетот потрошувачки, треба да се почне со сериозна селекција. Околу 60% велат најмалку од отпадот е органски, па дајте да го ставаме настрана, па дајте да се компостира. Тоа е наједноставна работа. Луѓето велат, например, имаше еден период континери за пластика, и сега велат, јас го селектирам, пластика да стане страна, стаклото на едно, и доаѓа камионот става за едно место. И тоа држи. Затоа велам, значи секоја институција што е задолжена за нешто треба да си го заврши и да влеземе, значи прво овој што е органски отпад кој што огромен баласт создава, да се трга настрана со компостари. Мислам дека и очекувам дека ќе се направат масовно компостари низ цела Македонија. Ние сме и земјоделска земја во голем дел. Значи и тоа како ќе биде потребно за органска храна, за здрава храна, здрав компостиран отпад, значи компост добиен од органски материи и потоа да се издвојат разни фракции, метал, стакло, пластика, хартија и така натаму. Сето тоа, како што спомнавте, може да се реупотреби и да се следи понатаму каде ќе оди. Треба поголем број постапувачи со отпад, кои што не само со една или две супстанции, туку едноставно ќе ги следат сите овие текови и тоа да се средува. Но ние треба, точно е, дома првин свеста да ни се среди, дека мораме да го правиме. И да ви кажам како ќе се натераме. Повторно преку джебот. Затоа што тука треба да дополниме некои од законите и веќе сме во фаза, мислам дека се свестивме колку е страшно да живееме закопани во отпад и колку е тешко да се справи и државата и градот со вишок отпад. Мислам дека е сега право време да се стават, значи буквално правила за тоа колку ќе не чини отпадот. Оваа ефтина цена на отпад, со неа ние ќе фрламе до бесвест.
како граѓани. Мора да се стави, не да ни биде поскап, туку можеби ќе ни биде и поевтин отпадот ако ние селектираме и ако секој од овие текови на отпад биде одземен, а ние да плаќаме само за онаа последна бала отпад за која што ќе си купиме кесичка и цената за нашето подигнување на отпад да биде можеби токму во купувањето на кесе кој што ќе се остави. На запад има и стимулација на селектирањето. Има стимулација. Тоа се разни мерки, казни и награди. Така, сега на пример кога веќе ние се гушиме во отпад, на нови начин како функционираме, некои статистички податоци покажуваат дека речеме за 10 години имаме увезено над 2 милиарди тони отпад од неколку земји од регионот, Бугарија, Албанија, целот и од Европска унија. Тоа е како функционираат законските регулативи, зашто се увезува отпад во Македонија? Вака, отпадот до 2020 година, додека не ми го усвоија законот заедно со колешката што го поднесовме од Дом за забрана за увоз на отпад како енергенс, се до тогаш со силна поддршка од граѓански организации, со собери и така натаму, и надворешен притисок, се до тогаш имаше можност да се увезува и отпад како енергенс. РДФ или како го нарекуваат, значи, меѓутоа се сметаше дека тој не е опасен кога влегува, кога е на собна температура, меѓутоа тој служеше како енергенс во големите печки, на големи фабрики, дел од отпадот што го имаат, инаку тие имаат и отпад висококалоричен, овој не е толку висококалоричен, меѓутоа е многу ефтин, бидејќи од отпад, и дел од отпадот дел од енергенсите го заменува со отпад како енергенс. Меѓутоа се покажа дека фабриките во меѓувреме не обезбедија комплетна заштита, не обезбедија на издувни гасови, не обезбедија затворени системи. Државата не обезбеди закон за контрола на индустријски емисии. Еве сега е донесен закон, меѓутоа не е идеален, далеко од идеален, ќе треба да се поправа, но таков закон не постоеше и практично требаше да се случат неколку инциденти во едно зимо со големи загадувања кога имаше среде зимо и се гледаа просто испусти на чат од големи субјекти и тогаш да се прочепка. Некој што се увезе во Македонија? Ќе дојдеме токму до тоа и тоа беше поводот, загадувањето на воздухот стана повод да се дигнеме како екологисти и да речеме бараме промена на законот за отпад, го бришеме членот каде што можеше да се увезе отпад како енергенс. Инаку, да се разбереме, и во европските земји, во практично сите, колку што јас знам, постои можност и за увоз на разни видови отпад, но и за увоз на отпад како енергенс, со тоа што тие имаат високи стандарди за контрола и се контролираат што им се случува, како им се случува и така натаму. Кај нас, бидејќи нема јаки механизми, нема здрави инспекции, нема нон-стоп мониторинг по големите фабрики, ние немавме друг избор освен да речеме стоп за овој отпад како енергенс, барем да знаеме дека нема да ни чади од големите оджаци. И во еден период тоа се постигна. Меѓутоа, потоа продолжија да се слушаат разни информации и разни случки, да се случуваат и инциденти, каде што повторно се појави сомнежот дали баш сме успеале се што е непосакуван отпад како енергенс да се увезува. По оваа анализа што излезе, што ја цитирате, нели, неодамна, што ја направија вашите колеги новинари, се покажа дека всушност ние имаме една црна маса на отпад за кој што не знаеме точно што е, или можеби е деклариран како нормален, дозволен отпад според законска регулатива, меѓутоа понатаму други активности што гледаме со загадувања, палења и така натаму не наведуваат на сомнеж да се запрашаме дали не сме примиле ние еден вид отпад и после тоа да е друго. Основа за овој сомнеж ми дава тоа што постои една
знаете, сите институции нам не ни функционираат идеално, нели, далеко од идеално, нити синхронизирано. И посебно овде каде што се работи за животната средина е потребно многу деликатно и прецизно функционирање што изостанува. Ние од една страна е тука Министерството за животна средина кое што ги издава дозволи за увоз на отпад. Да. Се оди по одреден шифрарник, по одредени шифри на отпад. Има 3 листи. 2 се според видови конвенции што треба да се придржуваме и третата е според царината. И тука има 3 листи. Отпадот влегува преку царина, преку граница, каде што има една листа само, царинска листа со нејзини шифри, кодови. Веројатно институциите ќе треба да направат добра проверка за тоа. Сега треба проверка дали се совпаѓа, дали она што овдека се дозволува, дали после тоа истото влегува на граница и дали потоа откако ќе влезе на граница, оди на местото каде што е за употреба, затоа што да се разбереме, има отпад кој што им е неопходен на наши субјекти. За метал, за железара. Но во секој случај е добар момент за институциите да посветат внимание. Дали да речеме ако се увезува отпад како хартија или пластика што е инертно само по себе, меѓутоа ако се стави во печка да гори, тоа ќе продуцира загадувачки материи. Дали од овој отпад кој што се декларира како неутрален, неопасен или во некоја друга шифра оди, дали потоа не фаќа некој друг пат, па наместо да оди за добивање, да речеме, друг вид пластика во погонче или во погонче за пакување енергенси. Да, завршува пак во енергенси и така натаму, така што сите тие текови на отпад треба да се следат, сето тоа може да се следи со детално испитување на содржината и количината. Ние често знаеме да кажеме Македонија е убава земја, горда земја, а може ли да стане зелена земја некогаш? Може и мора. Мора затоа што нашиот најголем ресурс според мене е практично природата, природните убавини, одличната храна, квалитетна храна. Сега не е баш зелена некако. Се уште е зелена. Не можеме толку е убава што не можеме со сите наши грешки и валканици не можеме толку да извалкаме. Пак останува зелена и убавица наша, меѓутоа да одиме на добра насока. Значи, верувам дека здрава храна, рурален туризам, користење на убавините на земјата и така натаму, промоција на културните вредности, историски споменици што ги имаме, тоа е она за што навистина вреди да се вложи и затоа вреди да се направи целосно зелена и за таа цел се бориме всушност еве со многу екологисти да се донесе конечно подобрување на законската регулатива околу законот за урбано зеленило и целиот тој пакет на закони од урбанизмот, бидејќи тука постои една какафонија, ама тоа е посебна комплицирана тема што се надевам. Сосема за крај, подолго не сте у политиката, иако како политичар политиката никој не ја напуштил. Само едно прашање, кога заминавте вие, дома имаше некои перипетии околу функционирањето, како да се изгуби во политичкиот простор. Каква е вашата оценка за партијата? Нерадо зборувам за тоа. Јас заминав, бидејќи беше нормално да заминам на 62,5 години, по една успешна кариера, каде што јас од иницијатива го развивме, го расширивме самостојно на парламентарни, самостојно на локални избори, во коалиции, искусивме носење на законска регулатива и така натаму. И по сето тоа влез во европските зелени структури, меѓународна поврзаност на партијата. Значи, сметав дека е сосем природно по 3 мандати како председателка, не ќе беше нормално веќе јас 4ти мандат да прифатам и затоа го одбив и излегов. Тоа беше и претходно ми беше подготвено и најавено и многу среќна излегов тогаш, знаете, дека сум завршила цел еден циклус и дека сум направила добра работа, сум придонесла да се внесе една зелена парламентарна партија во Македонија. А сега партијата нема ни председател. А во моментов има председателство, 4, меѓутоа не е веќе парламентарна. Тоа е голем губиток, бидејќи, знаете, може да не е идеална некоја зелена партија, но таа, како и да е дежурна за еколошките теми. Кога треба нешто да се поднесе во парламентот, зелените пратеници се тие кои што први излегуваат во пресрети, кои
кои што поднесуваат редица работи. Затоа што не е исто една партија, друга партија некоја да има во дел од својата програма сегмент од екологијата, а друго е да бидете целосно посветени. Јас можам само се случија непријатни работи, да. Знаете, партија кога имаш кауза некоја, ти треба да бараш поддржувачи, ти треба да ја умножуваш таа кауза со поддржувачи, а не да ја раситнуваш. На Дом му се случи токму ова второ. Ајде, може ќе им тргне. Отиде на раситнување, меѓутоа се надевам дека со оглед на тоа што има многу зелени движења, активисти. Слушаме дека најава за зелени партии, дали ќе би било практично, би било добро за Македонија да има здрава, јака и една или неколку зелени партии кои што ќе стигнат да можат да имаат пратеници. Јас верувам дека и природно бројките, знаете, во математиката изборна ќе ги натера и здруженија и партии кои што се со зелена опција на некој начин да се обединат, и без тоа нема да имаме пратеници зелени кои се потребни. Благодарам за ова гостување. Јас вам за покана. Мој вечерашен гостин Лиљана Полска.